Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Со свечена богослужба синоќа пред соборниот храм, архиепископот господин Стефан го објави Христовото воскресение. Пред полнок, во името на Светото Тројство, Отецот, Синот и Светиот Дух, поглаварот и свештениците направија 3 круга околу храмот. Неколку илјади православни верници со свеќи во рацете, како символ на светлината на Христовиот гроб, традиционално присуствуваа на Божјото воскресение. Точно на полнок со кршење на црвените јајца, како символ на кршење на вратите од пеколот, си го честитаа Великден за многу години. Голема и чудесна е тајната на Христовото воскресение и само преку тој настан можеме да ги разбереме сите Божји пројави и во минатото, и во сегашноста, и во иднината. Празнувањето на Великден утринава продолжи со свечена литургија во соборниот храм. Верниците се собраа во црквите. За нив Великден е најголемиот христијански празник, спој на верата и традицијата, што со богата трпеза ќе го прослават во кругот на семејството. Великденскиот празник е најголем христијански празник, така да сите го празнуваме, бидејќи сме такви луѓе кои што многу веруваме во Бога и се надеваме дека како што е ситуацијата, дека Господ ќе ни помогне понатаму да биде така што треба. Трпезата ќе биде со се и се што? Од јагнешко месо па надолу. Трпезата вообичаена, знаете, без јагнешко не може. На утринската литургија присуствуваа политичари и високи државни функционери. Председателот Црвенковски им го честиташе празникот на граѓаните, пошто имаше средба со архиепископот господин Стефан. Нека овој голем денот на Христовото воскресение донесе мир, радост, среќа, спокојство во сите наши семејства, за целиот наш народ и нашата држава. Христос воскресе, ваистина воскресе. Вака верниците во овие 3 дена си го честитаат најголемиот христијански празник. Така поздравувајќи се, првиот ја соопштува веста за Христовото воскресение, а вториот ја потврдува. И на тој начин двајцата ја исповедуваат својата вера во воскресението. Се разменуваат јајца со црвена боја, која символизира крвта на Исус Христос и неговото спасение.